Може да почнеме, нели? Еве како на секоја работа што и доликува да почне со молитва, денеска имам честа, ми беше доделена и ова изложба да отвориме со една молитва. Пред се, со радост и благодарност пред Бога, ве поздравувам сите, како што ќе бидете поздравени од организаторот, по чест и достоинство, со мир во срцето и љубов во Бога. Со благодарност кон Господа, драги браќи и сестри, денеска се собравме во духот на верата, културата и духовноста, за да ја отвориме оваа благодатна изложба Крстовите од Македонија. Ова изложба не е само збор на уметнички дела, туку тоа е сведоштво за жива вера на нашиот народ, за духовноста на нашиот народ, за длабочината што се пренесувала од поколение на поколение и за светлината што излегува од крстот Христов, символ кој е победа на смртта, на љубовта над омразата и кој е надеж над очајот. Драги браќи и сестри, како што сите знаете, крстот е присутен во секој камен на нашите цркви во Македонија, во секој поглед кон небото, во секоја молитва што се изговара со вера. Тој е знак на страдање, но и на воскресение. Тој е мост меѓу земното и небесното, меѓу човекот и Бога. Нека ова изложба ги отвори срцата на сите посетители, да го почувствуваат тоа светост преку оваа уметност, да се потсетат и на корените и да се инспирираат за духовно обновување. Нека секоја слика биде прозорец кон вечноста и нека секој крст што е прикажан овде биде потсетник на Христовата љубов и жртва. А Господи, благослови ги сите што со љубов и труд ја подготвија ова изложба, сите што ќе ја посетат со отворено срце и целиот наш народ да живее во мир, во вера и заедништво. Да бидеме народ што не само го носи крстот, туку и живее според неговата порака. Нека крстот Христов биде наш водич, наша сила и наша надеж. Господи Исусе Христе Боже, Ти што доброволно ги прими крстот за спасение на човечкиот род, погледни милостиво на нас, Твоите слуги, и испрати го Твојот благослов врз оваа дело, кое е посветено на Твојот свет крст. Нека преку оваа изложба се прослави Твоето име, нека се зацврсти верата во срцата на луѓето и нека се обнови љубовта кон Тебе и кон ближниот. Дај ни мудрост, смирение и сила да го носиме нашиот крст со трпение и надеж и да го следиме патот кон вечниот живот, зашто Ти си патот, вистината. Му благодарам на отец Дејан Белчовски, свештеник на македонските православни црковни општини во Риека и во Пула, на овој благослов на нашата работа и на неговите убави зборови за големината и значењето на символот на крстот кај христијаните. Пред да продолжиме со нашата благородна работа на представување на авторот на изложбата, уметничкиот фотограф Милан Джинго, кој годинава токму овде во Пула, во Истраја, одбележува 50 годишнината на својата творечка дејност и представување на неговите остварувања, изложени во овој прекрасен културно-историски амбиент на црквата Свети Фрањо, дозволете ми најтопло да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство на овој убав настан, што се одвива во рамките на годинашната меѓународна манифестација на Македонскиот културен форум, македонските судбински и идентитетски премрежја, која се реализира во соработка со Македонската православна црковна општина Свети Јоаким Осоговски од Пула и со Советот на Македонското национално малцинство на град Пула. Посебна благодарност им упатуваме на фра Ѓуро Урадин и на другите браќа редовници од самостанот Свети Фрањо, кои како и во овој случај со години сесебно соработуваат со нашата неголема, но жива македонска заедница во Истра. Имам чест меѓу нас да го поздравам и господин Владимир Торбица, прочелник на управниот оддел за култура и родокрајност на Истарската жупанија, и воедно љубезно го замолувам да ни се обрати. Evo, poštovane gospođe, poštovana gospodo,
Dopustit ćete mi da vas pozdravim istarskog župana, gospodina Miletića. Spettabile signore e signori, permettetevi di salutarvi in nome del presidente della regione istriana, il signor Boris Miletić. Sve u duhu naše multikulturalnosti. Ja ću vam naravno zahvaliti i gostima i domaćinima što ste danas ovdje u ovoj prekrasnoj građevini u kojoj gledamo još prekrasnije fotografije. Tako da čestitke i autoru. Ja bih želio samo naglasiti da je vjerojatno najljepša građevina osim crkve most. Zašto most? Jer mostovi spajaju. A u našem ljudskom slučaju ti mostovi su ljudi. Tako da bih želio zahvaliti vama, posebno Aldu, za sve ono što čini, jer vjerujemo da svaka nijansa, svaka nacionalnost, svi ljudi koji žive u našoj Istri zapravo doprinose tome da budemo bolji ljudi. Pa u tom duhu želim vam dobrodošlicu i želim vam da ovih nekoliko dana zajedno stvarno uživamo u onom što vi možete pokloniti nama i u onome što mi možemo pokloniti vama. Hvala vam lijepo. Gospodin Torbica i сега одиме натаму. Отпочети кон останатите присутни во публиката својата интервенција ќе продолжам на хрватски јазик. Милан Джинго и негов фотографски, уметнички и документаристички опус у осебујном македонском културном пейзажу заузимају истакнуто место. Традиција фотографија и фотографски уметности у Македонија дуга е, готово онолико колку е дуга и у другим крајевима Европе и свијета. Фотографија е медиј кој се брзо ширио и брзо освоио цели културни свијет и све оно што се на том умjetничком и технолошком полju догаđало у највеćim културним центрима, догаđало се да како сукладно друштвеној реалности на пуно редуцираној разини, али догаđало се и у Македонија. Меđutim, 20. stoljeće iznjedrilo je i u Makedoniji vrsne, pa i međunarodno priznate majstore umjetničke fotografije. Jedan od njih je i Milan Džingo. Kao fotograf afirmirao se u drugoj polovici prošloga stoljeća, a velik dio svoje profesionalne karijere proveo je i kao novinar, fotoreporter i dizajner. No ljubav prema umjetničkoj fotografiji potisnula je sve ostalo. Iza njega je velik autorski opus koji obilježava i niz monografskih izdanja, među kojima se ističe kapitalna izložba koja je zaokružena i tiskanjem monografije 200 križeva, jedna predivna knjiga koja je objavljena dvojezično na makedonskom i engleskom jeziku u povodu velikog jubileja 2000 godine kršćanstva. Dio tog impresivnog materijala donio nam je Milan Džingo u Pulu da ovdje zajedno s nama obilježi i 50 godina svoga stvaralačkog rada, na čemu mu svi zajedno od srca čestitamo i zaplješćemo. Zaplješćemo mu jer to je veliki jubilej. I ovo nas tu s izložbom križevi iz Makedonije na kojoj su predstavljena 22 rada. Križ, riječ koja je u svom osnovnom značenju, ali u svim osnovnim izvedenim leksičkim i pojmovnim varijantama apsolutno prisutno u svim jezicima svijeta i u rječnicima svih kulturnih naroda, doživio je jednom jedinstvenom i neponovljivom povijesnom u jednom trenutku takvom veliki, čudesan unutarnji preokret vlastite simbolike i smisla duboke ljudske patnje. Dogodilo se to u trenutku pojave kršćanstva, sa snažnom, božanskom, ali i humanom i humanističkom pozadinom velikog, radikalnog civilizacijskog obrata koji će na najčudesniji način obilježiti stoljeća koja su slijedila do danas. Naime, uz križ u predkršćanskom razdoblju vezuje se ljudska patnja prouzročena posve drugim motivima. U doba Rima, praktično u svim njegovim Milan Džingo, da mi se obrati sa svojih razmislih pečatoci do ovoj nastavi. Благодарам. Председа се да благодарам на Македонскиот културен форум за мисата презентата журналот за сегав негов ангажман за да донесеме изложбата одлука и да донесеме за овој настан. Јас ќе пробам да зборувам есперанто. Значи јас немам да пишам текст, него ќе пробам есперанто, југословни, македонски, хрватски и така. Ако не нека завршам, нема да ме заберете. Посебно ми е драго што се налазим во овој прекрасен цркви, која спаја овој крст наш, кој го носимо символи и католицизам и православие, као христијанство и увек го носимо се собом. Ја, ту имамо верски ljudi кои
su posvećeni više ovdje znaju, ali ja ću da vam ispričam kako je došlo do izrade ove knjige koju sam donio. Žao mi je jedan uzorak imam, to je bilo 2000. godine, povod 2000 godine o hrišćanstvu. Donijeli su mi moje studije od Vesne Krste i rekli su mi moraš napraviš knjigu. Onda ja nisam izlazio iz studiju dok nisam napravio na 8 mjeseci. Svaki dan sam morao da radim od 4 do 5 fotografija, to je bilo dijapozitiva, nije bilo sad digitalno pa briši pravilno, sve to razvijanje filmova i tako nešto. I kad sam napravio knjigu, kad je bila promocija u jednom veliki hotel, bio je direktni prenos na makedonskoj televiziji. Meni je žao što nemam snimak, ali potrudit ćemo se da nađemo. Tu je direktor iz televizije. Bili su puno zvanici, negdje oko 850 ljudi. Došlo je poslata telegrama od Papa Jovan Pavle i od Bartolomeja smo poslali knjigu i tam. Papa je napisao ovako, ja ću da citiram, ali ako nađemo video, ovo što citam, to je definitivno tako. Kaže, mnogo je drago mi je što u jednoj biblijskoj Makedoniji pojavila se jedna unikatna knjiga koja za prvi put na zemlji top se spaja hrišćanstvo i pravoslavje, katolicizam i pravoslavje. I žao mi je što ne mogu da prisustujem zbog zdravstvene staje. Ovo kratko ću da kažem. Lako je, mislim, Krist kao Krist koji je simbol naš koji mi sa sobom nosimo uvek u duši, da razširimo ruke i smo krst. Teško je napraviti da bude to sve jedna fotografija unikatna da se ne ponovi. Tako da meni je trebalo puno vremena da razmislim, ali ipak sam imao tu jedna kosmička Božja sila koja mi dala uvek ideja da to uvrtim. To se toliko trude, toliko napora u svom karijeri, napravio sam jedno umetničko delo koje ostaje trajno. Opet ću da ponovim, drago mi je što je gospodin Aldo insistirao da donesemo ovdje ovu izložbu. Ja se nadam da će biti posvećena, da ćete uživati, a moram da otkrijem jednu stvar, pomogli su mi tu. I sidli. Da, tu su mi pomogli, ja moram da se zahvalim Teo Anđino koji je još pred 3-4 godine insistirao da napravim izložbu, ja nisam hteo, jednostavno kažem da želim da se to preuhvati, da je to nešto familijarno. A onda se zahvalim na Leon Gino koji je odličan dizajn, napravio katalog i koji zajedno radimo isto knjige, puno knjige o Makedoniji. To se zove umjetnička radionica. Vodič za Makedonije, vodič za Svetlinaom i sad da ne nabrajavam manastire u Makedoniji, to sve zajedno smo napravili, tako da... Ali da vam priznam jednu stvar sada. Čovjek može biti bogat. Ja sada imam jedno veliko bogatstvo. Sve vaši pogledi prema meni, vaše srce prema meni je najveće bogatstvo, jer nema pare na zemlji koje to ne može čovjek doživjeti. A vjerujem da svi ste u ovoj branži umjetnosti i svi ste to doživjeli. Hvala vam puno nešto da zadržavam. Proglašavam izložba otvorena. Nemojte da dirate da će da padne, jer samo lijepljen da je. Hvala vam što. I zahvaljujem mnogo za to Makedoniju. Ja se благодарам следваше, što mi odobri ova izložba. Mi smo sa ovom izložbom dobili strašno mnogo. Prije svega u ovom divnom hramu, u ovom divnom objektu gdje se, kao što sam spomenuo, održava mnogo kulturnih događaja, gdje smo i iz naših članovi, naših obitelji sudjelovali sa školama, muzičkim i tako dalje. Ovdje prođe puno, ali s druge strane stvarno ćete jednu sliku svega ovoga u Makedoniju, da se vidi sa kakvom toplinom, kakvom živinom nas ovdje prihvaćaju. Ovdje u ovom hramu se od 1995. godine, 30 godina već, nedavno je crkvena općina proslavila 30. obljetnicu, održavaju bogoslužbe na makedonskom. I nekako je sve prirodno, nekako se sve divno dogodilo, a neka mi ne zamjeri brat Đuro, moram njemu stvarno još jednom veliko hvala za susretljivost. Vrlo drag, vrlo duhovit čovjek i ne znam kako da mu zgradim osim sa jednim dubokim poštovanjem.
некакви наши аналима. После овога идемо во Академија знаности и уметности, а тоа е лице револуција наши пријателја Димера Тајковскog и неговог колеги, чие се име за Апостолскog, така. Па вас позивам да сиđemo тамо, да видите. На крајава и тоа е еш едно сведочанство овome о чему се говорио, да е рана фотографија била присутна во Македонија и како нису ту биле македонски автори, али су били ангажирани на том простору и sa tim ljudima. Tako je bilo i ovdje na kraju našem odazivu, pa ćemo otići dole svi zajedno. Това е особено на македонското национално наследство, каши она прекрасна камера на Света Марија Композа, која припаѓа на Ромеската патриаршија. Тоа е, јас мислам, еден византијски период, ако не се лажам. Така што сместено и Советот е сместено на истинското место да подсетува на Свети Јован каде е од Охрид. Крещени Дејан до господин Торбица, авторот и не се нешто почесува се што барам светлото. Не снимам. Не снимаш, Да. ние се наместихме. Професорката Елка Јанова Кулчар и Димера Тајковски, директор на Македонското културно друштво. Центар во Истанбул, да. во Фала ти, Истанбул. Ицо. Биди ми поздравен. Како ви се допаднали изложбата? Па да, се разбира. Ова е уникатна изложба, еве со Елка анализираме. Професорке? Да, многу прекрасно. Прекрасно нешто, јас не ни знаев дека вакво нешто постои од 2000 година, од монографијата на Джинго, како му е? Милан. На Милан Джинго, да, по повод 2000 години од христијанството. И еве сега имаме прилика да видиме дел. Така. Имаме уште една изложба. Сега следува од Димера Тајковски, тоа е изложбата. Лица на револуцијата. Еве покрај вас, Ицо, јас ги поканувам сите присутни кои што се овде во Пула, Република Хрватска, да дојдат да ја погледнат изложбата. Изложбата е на стара фотографија од македонското револуционерно движење. Фотографијата практично го обработува периодот на илинденскиот, претилинденскиот, илинденскиот и постилинденскиот период. И што е многу интересно и куриозитет, за прв пат во македонската историја од 1945 до официјалното отварање на изложбата во Мано 2023 година, за прв пат објавивме оригинални фотографии од илинденската епопеја. Тоа е нешто што беше непознато за македонската историска културна јавност, меѓутоа сега
вистина љубителите на историјата предсек имаат можност да уживаат во автентична. Благодарение на вас. Се радам. Ајде ни кажете нешто повеќе во текот на изложбата, на славната изложба. Ви благодарам.